градоначалниче, советници и меди други. Од оваа говорница слушнавме најразлични прашања, од најразлични теми. Јас ќе отворам една тема малце поразлична. И каде ако не тука, и кога ако не сега, ќе прашам нешто и за бранителите. Конфликтот од 2001 година остави многу прашања кои што се неразјаснети или неодговорени, институции кои што биле и глуви, и слепи, и неми, на минималните и многу реални скромни барања на бранителите. Јас нема да се задржам конкретно на 2014 година и вашето работење како градоначалник, туку ќе ги генерализирам сите години кога сте вие градоначалник, а тоа се малку 10. И сега тука многу природно и многу логички постои едно прашање кое што самото се поставува. Зошто во сите овие години, откако сте вие градоначалник, ниту еднаш, ниту во еден момент не сте оствариле никаков контакт, ниту пак средба со живите бранители. Ако се сеќавате, тие го направија свој прв чекор, сакаа да стапат во контакт со вас или една средба со вас, но има и некое барање, меѓутоа сето тоа беше безуспешно. Навистина се прашувам зошто во сите овие години багам на едно кафе или на една чаша вода, чисто на формална или неформална средба, не се случило да се сретнете со овие луѓе. Дали мислите дека можеби немате нешто, некоја тема за разговор со нив? Кога ќе ми одговарате на ова прашање, ќе ве молам да не се повикувате на политичката партија Достоинство и низиното постоење, заради тоа што таа се оформи далеку после 2001 година, така да сте имали доволно можности и причини да направите една средба или контакт со нив. И на крајот на краиштата, вие не сте само градоначалник на ВМРО ДПМН. А впрочем, и тие бранители, дали од полицијата, припадници на полициските единици, посебните или резервистите, сите тие бранители не беа таму да бранат било која политичка партија, било таа да е позиција или опозиција. Тие си беа таму да си ја бранат државата и татковината. И да, јас сум сопруга на бранител, и да, јас знам каква беше 2001 година. Знам каква беше 2002 и 2003 и сите години потоа. Јас знам и болката на семејствата на загинатите бранители, од кои што едно се уште не е обештетено после толку години, како да живееме во како да не се зборува за една иста држава. Јас знам и низ какви тешкоти врвеа има семејствата и бранителите кои што се вратија инвалиди дома. Исто така знам и низ какви тешкоти врвеа и се уште врват и оние бранители кои што останаа живи, а не бе инвалиди. Мислите дека сето тоа што го доживеа, преживеа и видоа во 2001 година може лесно да се заборави? Сите тие настани за обичните луѓе, кога ќе се разговара е како прераскажување на некој филм, ама за нив е сурова реалност. И ова најповеќе се однесува на бранителите, кои што беа, во така да ги наречам, најжешките или најпроблематичните места во државата. И дали знаете колку бранители се тие? Тие се околу 30 бранители. Најповеќе припадници на посебните единици. Оние кои што има 180 дена терен во 2001 година, а и не беше само 2001. Со подпишувањето на рамковниот договор не заврши се. Значи тие луѓе континуирано одеа се уште на терен, патролирајќи и чувајќи објекти од витално значење.
Така што до 2006 година нивната бројка на денови на терен достигна и околу 1200 дена. Сега утрете математика колку дена беа со семејствата дома и спија во нивните кревети, а колку дена по планините. Дали знаете колку од тие 30 бранители имаат некоја позначена или раководна функција во СВР-битела? Јас ќе ви кажам, ниту еден. Ниту еден. Напротив, ако имале, сега ја немаат. Сега се поставува прашањето, можно е ли еден од нив да нема заслуги за или некој критериум или работно искуство или хиерархиски за да се случи сето тоа, или то е отсутно во овој орган. И да, бранителите се задоволни што имињата на нивните колеги се на улиците на нивниот роден град. И да, бранителите се задоволни тоа што имаат спомен обележје на ангелот во центарот на градот. Но има и некои забелешки и сугести. Па тие забелешки и сугести ги кажа со помош на медиумите, да после тоа вие нешто интервенирате и се допишуваше на спомен обележјето, а сето тоа можеше да се избегне ако имаше едноставна комуникација. Сега тука ќе земам чисто информативно, како за примери на блиска наша општина, колку различна, тоа е општината Прилеп. Ќе го спомнам тука и градоначалникот нивни, можда е малце несоодветно, но чисто како информација, може би заради тоа што тој градоначалник беше директен и учесник во 2001 година или народно кажано го осетил и мирисот на барутот, па тој се однесуваше сосема спротивно кон нив, отколку вие, и далеку поќе поможи за нив. Сега тука сакам да го спомнам и односно да ја спомнам и посетата на председателот на државата, доктор Ѓорѓе Иванов, кој што беше присутен тука пред некое време со негова делегација. По тој состав, ако грешам, се извинувам, беше министер советник во делегација на Европската унија во земјата, заменик министер за локална самоуправа, вие и директорката на Центарот за развој на Пелагонискиот регион, и сето тоа беше поводот беше за отварањето на зоолошката градина. Сега тука како да не спомнам дека неговата посета беше во Битола и се чудам зошто ниту еден од овие присутни луѓе не го сметаа за важно да го посетат спомен обележјето на загинатите бранители барем 5 минути. Се надевам дека во нивниот престор може да одделат барем 5 минути тоа да го сторат. И што да речам, шефот на државата, врховниот командант на армијата, не успеа да најде време да го посети спомен обележјето на загинатите бранители во ниедна негова посета, која што се ретки за нашиот град. А исто така да подсетам дека на спомен обележјето постоја и резервисти, значи припадници, загинати припадници и од армијата. И тука се прашувам, да имало грешка во протоколот, пример, вие сте биле тој кој што требало да интервенирате. Или пак да сугерирате, а не да го сметате тоа како некоја невикна работа. На крајот на краиштата, која е привилегијата на граѓаните од овој град, што имаат градоначалник, кој што е од истата политичка партија, како и централната власт, значи во ова се и локалната и централната власт. Ама изгледа на централната власт ние како битолчани не сме баш симпатични. Тука сакам нешто да споменам и за етникумот во чисто како информација во нашиот град. Ќе ја земам албанската заедница, односно колку број,
има околу 4% од целокупното население, па ме интересира дали, кога веќе го спомнав рамковниот договор, дали знаете колку вработени има во некоја институција, пример во СВР Битола. Дали тој посто важи и за сите останати етнички заедници. Исто така како за крај, имам една забелешка во однос на протоколот што се одбива на денот на загинатите бранители. Не знам стварно дали постои некое координативно тело или ако не постои, навистина би требало да го има, предлагам да го има. И во тоа координативно тело барам да има барем еден член од бранителите кој што бил директен учесник, исто така и членови од семејствата, бидејќи тука се прави на тие денови забуна, односно не овие луѓе имаат и други активности во текот на тој ден, како посета на гробишта. Знаеме дека во селото Породине, Илче, во Горно Оризари, Кирче, Долно Оризари, Бошко, исто така споменик има и Маријан во село Ивањевци, значи имаат активности и тука може и во тоа тело да се координира кој каде ќе биде или кој човек што ќе зборува, бидејќи мислам дека беше оваа година, ако се сеќавате, поканет или не знам, некој припадник или писател од Прилеп, мислам дека беше. Немам ништо против човекот, напротив, тој зборува за бранителите, но најверојатно не намерно спомнува, значи, волци, слики на волци, кои што сметам дека за тој ден не смеат да се прават такви грешки. Благодарам.